Добро, дали бевте дел од неколку контролни надпревари, дали добивте минутажа? Да, на контролните надпревари скоро сите играчи добија минутажа. Ние игравме најмалце по 45 минути на контролните надпревари, јас играв и повеќе. На две утакмици играв по 70 минути. А исто така и со Воскас добивме минутажа. Добро, тројцата сте членови на младинскиот погон. Ајде нешто за себе да дознаат нашите слушатели, гледачи, еве, сте дел од Победа, на која позиција играте, како, колку години сте, колку време тренирате? Јас тренирам мојата 12-та година во Победа. Сум да речам најдолго сум во школата, од која формена. Јас играм на заден везен позиција, но сум играл и понапред. Сум играл и офанзивен везен за врска. Ние тренираме, наш тренер ни е Филип Мирчевски. Тој ни е скоро од почетокот тренер на нашата грација 2003 и стално напредуваме и се трудиме да одиме кон врвот, рече. Добро, сметаш дека играш на вистинската позиција? Да, таа е мојата позиција. Јас ги имам квалитетите за таа позиција. Одстално сум играл на таа позиција и сметам дека и понатаму ќе продолжам на таа позиција. Попантовски? Јас започнав во фудбалската школа Тони. Започнав од 10 годишна возраст, таму бев 5 години, каде што кога почнавме да играме во лига, почнав и со посериозен тренажен процес и потоа се префрлив во Победа. Веќе 4 години сум дел од младинската школа во Победа, веќе втора година и во првиот тим на Победа. И оваа година се мислам дека на крајот младинците ќе завршиме на првото место. Со тоа следува потоа и надпревари во квалификациите на Лигата шампиони и целта ни е тоа. За друго не доаѓа во обзир. Ни второ, ни трето место. Ние имаме екипа. Има неколку играчи што се повредени, но со текот на времето се надевам дека ќе се вратат во најдобрите моменти кога ќе бидат потребни. На која позиција играш? Започнав во Тони како заден везен, но кога дојдов во Победа, почнав да играм лев бек и се пронајдов на таа позиција каде што најдобро ми оди. Сега си дефанзивен лев бек или помалку одиш и офанзивен? Фул лев бек. Значи, фул бек, атакинг фул бек. Добро. На која позиција играш? Јас на која позиција играм? Јас играм на сите позиции по потреба на мојот тренер Филип Мирчевски. Како што кажи тој така. Добро, да слушнеш нашите гледачи само презимето твое во иднина кога ќе даваш голови да знаеме дека си ти. Да, нормално. Не е потреба. Добро. Колку време си дел од Победа? Јас сум дел од Победа од мојата 12-та година, а пред тоа бев дел од тимот на Талент или сега познатата школа како Академија Пандев. Мојот прв тренер беше Филип Мирчевски, исто како Христијан започнав тоа време негде. Па се уште сум дел од Победа. Добро, Михаил, што очекуваш ти оваа сезона? Оваа сезона Попантовски вика дека освен прво место, друго ништо не го интересира. Тоа ни е приоритет. Искрено си правиме муабет. Лига шампиони, квалификациите, барам да оствариме некоја цел и освојување на лигата. Вече 4 години. Каква е генерацијата која што заедно работите? Дали сте тука некаде сите со годините и колку време сте заедно во тимот и да се направи еден тим, треба нормално да играте повеќе години? Да. Како што кажав претходно, јас сум веќе 7 години заедно со него, со Мики. Ние бевме во првите, имаше и други играчи, но со текот на времето се менуваше генерацијата, доаѓа нови играчи, некои си одеа. Сакам да кажам, се формуваше екипата. Во години сме сите иста генерација сме и заедно сме тренирали стално. Тоа Сакам вака да ми опишите еден тренинг за вас. Дали работите секогаш со тимот или понекогаш работите индивидуално? Па работата со тимот си ја тераме, си тренираме со тимот, но јас тренирам и посебно индивидуално. Добро, што бараат индивидуалните тренинзи и зошто тоа го правиш? Индивидуалните тренинзи се најчесто за повеќе за сила и за техника, тоа е како да се унапредуваме да бидеме уште подобри во некои ситници. Зависи на кој што му фали.
На некој му треба повеќе сила да вежба, на некој повеќе техника. Они кои што играат по дефанзивната линија обично имаат специфики, дали со лева повеќе, дали со десна нога. Како ти оди тебе тоа? Работиш со двете нозе? Јас работам со двете нозе бидејќи сум везен и на везен играч му треба двете нозе. Јас сум левоучер, ама имам и добра и десна нога. И се разбира тоа, различни ситуации во играта ти бараат различна нога и не можеш само една нога да користиш бидејќи си везен играч си. Дали има во младинскиот тим на победа една игра која што вас ме потсеќа на некој клуб што сега игра во Европа? Дали се препознавате во играта, еве да речеме Барселона игра некој вид на тики-така кога се префрли Гвардиола во Манчестер Сити и ја пренасочи таа фудбалска игра. Како вие работите? Има нешто по што ве тера да одите на тренинг? Нашиот тренер Филип Мирчевски е голем љубител на Пеп Гвардиола. Тренерот и голем дел од тактиката се заснова на неговите тактики. Имаме различни шаблони вежбање, значи слично нешто како на Манчестер Сити во моментот. И таква тактика имаме применувана. Одлично. По Пантовски колку си ти задоволен од сите тие тренинзи? Дали ти работиш индивидуално? Да, нормално е секој поединец што сака да успее во фудбалот да работи индивидуално на потребите на тоа што му е потребно. Например, некој има потреба од повеќе сила, некој сака да добие на брзина, некој техничкиот дел со топка. Нормално е да се работи. Оти обично крилото треба да имаат и креација. Не се само дај му е топката да ја пушти напред и понеде. Да, затоа да кажав, секој што има потреба треба да работи индивидуално доколку сака да достигне на некое ниво во понатамошниот живот. Веќе ако е насочен на фудбал, тој може да има и друга професија, ама ако веќе се решил за фудбал, треба да работи индивидуално. Кој е твоето мото, кој што те води тебе напред да бидеш дел од овој клуб, да успееш во првиот тим на победа? Кој знае, можеби во иднина и репрезентативец на Македонија? Како што кажав, што најрана возраст, јас кога почнав не бев многу заангажиран за фудбалот, но подоцна кога почнав ми се надпревари, кажав дека почнав и со посериозни тренинзи и веќе кога достигнав едно ниво, пред 2 години ние игравме во Купот на Македонија и тоа јас сум генерација 2004, играв со генерација 2002, го освоивме и Купот на Македонија и тоаш бевме прваци на Македонија и тоаш веќе размислив и реков кога дојдов до ова ниво, зошто ја не продолжам понатаму за да достигнам уште поголемо ниво. И веќе сега имам и 18 години, почнам сам и да размислувам за идни планови, идните планови кога што можам да направам и трансфер во друг клуб, па зашто не и во победа да останам уште долги години. Сега и амбициите се прва лига, тоа е многу голема можност за докажување пред целиот свет. Од и прва лига ја гледа скоро цела Европа. И многу има играчи што излегли од македонска прва лига во странство. Добро, Михел, што ќе кажеш ти на ова? Дали ти ги работиш овие индивидуални тренинзи? Колку ти имаш некое мото? Јас не и работам баш тие индивидуални тренинзи, се што е нога. Добро. Како сум роден така играм. Значи тоа е мотото. Што е од Бога така е. Добро. Колку надпревари имаш одиграно за младинскиот погон на победа? Многу. Премногу. Ајде некој надпревари што сега ти текнува, што ти оставил впечаток каде што сте играле тројцата. Па каде што не ти подадел топка по Пантовски, па си сгрешил, па не знам. Пандов кој тебе подаде со клага. Па еве да речеме утакмицата со Академија Пандов во Прилеп, која беше една од по-јаките утакмици, позначајни, што ни треба за бодови за да бидеме во првите 3 екипи. Па игравме во Прилеп овде и тебавме 2-1 со асистенција на Попантовски која од корнер ми намести гол. Многу ме интересира вака кога ќе ве видам како имате ли некои посебни радости кога ќе се постигне гол? Кога ќе постигнеш ти гол, дали посебно се радуваш, дали некој емитација правиш од познати фудбалери, нешто свое измислувате? Еве асистенција си имал од Попантовски, па ти гол, па не знам, па зависи од тежината. Зависи од тежината. Добро, ако водите 5-0 сега на 6-0, Христијан нема сигурно да слечи дресо и да го фрли на кај судијата. Се случува и такви работи. Може би ти се сеќаваш или Попантовски на некој надпревар? За покажување на дресо имавме случај кај што
едноставно нашиот поранешен соиграч Беким на утакмица, не знам точно која беше, но мислам дека беше со Шкендија. Да, му значеше, многу му значеше. Значеше многу голот и пред публиката само го покажа дресот како Меси. Знаете, таквите работи се сносат самата тежа утакмицата. Пример, кога играме со Вардар, со Академија Пандев е поразлично и сепак е посебно чувството. Да, посебно е чувството и самото однатре, ако постигнеш гол на таква утакмица, те терас и повеќе се радуваш и повеќе ти значи голот. Обично што велат тренерите пред надпревар? Вие сте помлади, ви работи крвта, секојдневно се дружите, сигурно имате и други активности покрај фудбалот. Што велат тренерите во сооблекувалната пред да се излегува? Знаеме на сениорите што може да им се каже. Денеска играте со Вардар, треба да триумфирате, секој изгубен надпревар се разбира разочарување, излезете играте за вас и за публиката. Што ви велат вас? Најбитно е кога тренерот нас не опушта да влеземе со самодовер во утакмицата, за да можеме да дадеме се од себе. Оти ние ако сме стегнати, има да можеме да го искажеме нашиот максимум. Тоа е најбитно, тренерот мотивацијата, не мотивира пред утакмицата. Ние кажува важноста на утакмицата, тактичкиот дел и тоа главното. По Бантовски? Ти се случило некогаш да те изнервира тренерот? Тоа зависи. Биди искрен. Пред утакмица не. Но додека играме, си има случај да ме изнервира. Ама треба да бидеш Ама смирен. сепак треба да бидам смирен и сконцентриран на играта. Тренера и тој треба да ме насочи кон правилното нешто што треба да го направам. Иако може ќе ме изнервира, јас треба да го изслушам. Добро. Сепак да е покаже тој на професионално. Така, Сакам. во меѓувреме имаме и Напомнам поздрав до вас од Ерол Абдио. Не знам кој е тука на Facebook, вика поздрав до мојот екс фудбалер Попановски, добар и перспективен фудбалер. Добро. Благодарам. 07 зове. Ако, одлично. Дали сте играле некаде на позајмица? Јас да. Првата полусезона бев во клубот од Джитоше, братство 07. Сега на ова полусезона се вратив во победа со цел да бидиме прво место во оваа младинска суперлига. И само заради тоа се вратив. Во братство пристигнав, односно на 9-та утакмица, таму ги изиграв останатите 10 утакмици изиграв. Со се првата против Победа баш ми беше 11. Сум задоволен со играчите, ме прифатија веднаш уште од првиот тренинг. Тренерот и председателот има потполна доверба во мене и секоја утакмица јас бев стартер. Па имаше 6-7 утакмици каде што изиграв по 90 минути. Најзначајна победа ни беше во Прилеп против Каменица, Саса, каде што ги израдувавме и наивачите на ФК Победа, бидејќи тука е борбата за титула. Каменица, Саса, Победа, Беласица и Слова Виница. Тие 4 екипи се тука со бодови, сите се борат за врвот. Сите земаат нови играчи, имаат амбиции за врвот, но сепак Победа си е победа. Во оваа лига мора да е прва, без разлика кои се конкурентите. Јако Петарски? Дали имаш игра на позајмица или Не. цел живот во Победа? Цел живот во Победа. Тука ми е дома. Добро. Кристен? И јас исто, за сега не. Најубаво до Победа. Добро. Вака ваши идни планови? Сите сте тука некаде во години, јас знам дека сите сакате да направите еден успешен трансфер. Спомна Попантовски дека веќе е време за професионален договор. Што мислиш ти? За сега се фокусирам на играњето во првата екипа кај нас и за младинците. Имаме цели до крајот на сезоната и сакаме да ги исполним. Добро. Попантовски? Па, ние се уште сме и средношколци, ова е наша 4-та година. Сега завршуваме и со средното образование. Па, сега сме сите фокусирани на победа, на првата екипа, да добиваме колку толку минутажа во оваа втора лига. Може би не со Беласица, со Слога Виница, но има и тука послаби екипи како што се Детонито, Согово. Не да ги навредувам, но не се на нивото на победа, каде што може да се оствари добар резултат и да се даде шанса на помладите фудбалери. И сепак, како што кажав, целта е првото место со младинската екипа.
А за понатамашни размислувања за нов клуб се уште не знам. Немам ни размислувано. Оти знаете, може и да се продолжи и со училиштето. Сепак следува факултет, каде што може да нанесе и многу пресврти. Да излезе и шанса и со фудбалот на друго место освен во Прилеп. Добро, и ако Петровски ти и онака си во победа, остануваш во победа? Едноставно само во победа останувам за сега. Тоа е тоа. Добро, добро. Сакам да збориме малку и за инфраструктурата. Вие сте млади, сакате да напредувате, но што мислите, дали во Прилеп се имаат основните услови за развој на младите категории? Знам дека тренирате квалитетно и активно, но дали тој тренинг го реализирате на вистинскиот терен? Ние со младиците тренираме на вештачка треба Прилеп и понекогаш на могилата, зависно од условите, зависно од времето и од колку е слободен теренот. Услови немаме некои баш сјајни услови, но добро е, можеме да го реализираме тоа што го сакаме. Дали можат сите овие како баш што играат во победа да ги издржат тие услови? На вештачка треба знаеме колку може да се тренира и знаеме како може да се тренира. Лошо е што имаме само еден терен, а имаме многу генерации, има 2 школи, 3 победа е тука. Едноставно некогаш нема простор на теренот да се тренира и слаби се условите во врска со тоа што е еден терен само. Младите, пример, помалите деца што се треба да тренираат во еден чош за да можат да го направат тренинго. Оти знаете сега почна училиштето и мора тени од сабаља тени од дотручек. Сметам дека теренот е добар е теренот, но дека е само еден е проблем. Што мислиш? Па, јас мислам дека за младенци, посебно сега, веќе одиме со прва екипа, најдобро е младенците да тренираат на терен со природна трева. Да го спомниме теренот на могилата, каде што може да тренираме, но сега... Но и таму не се баш условите како што треба. Па, да, тоа да. И мислам дека ние треба да тренираме цело време таму, бидејќи сме младенци, а каде и да одиме сега втора или прва лига или негде надвор во странство во Европа, сега да се играат на терен со природна трева. Ама овде на могилата нема баш толку добри услови, многу е лош теренот. Не знам дали е добро годишното време, оти во пролет и во лето е подобар теренот. Михаил, што мислиш ти? Ја мислам дека условите се топ. Не сни виделе по зашто да се жалиме. Могила, терен ко терен, топки ко топки, фудбал. Едноставно само играј со нозе. Добро, која е твојата препорака до сите оние кои што сега те слушаат и гледаат, а сакаат да почнат да играат фудбал? Само играјте фудбал. Одете на стадион, играјте фудбал, топка. И тренирајте, запишете бидете за среќни. победа, бидете среќни, пуцајте. Добро, Кристијан? Не се согласувам аз потполно со Михаил, бидејќи вчера имавме утакмица на могилата. Добро. Ние извадавме резултат 2-2, каде што бевме многу подобар противник. Контрола на топка, шутови на гол, ама се до тоа јас мислам придонеси до теренот. Ние имаме таа игра со топката в нога, каде што сакаме цело време пас, меѓу линии во страна со центар шут, но тоа не беше овозможено бидејќи лош е теренот. Да кажеме едноставно топката не одеше. Колку и да додаваш таа не оди, че шутираш, че ти одскокни, тоа е пак е од теренот, не е од играчот. Сипаски? И да се сложим со Пантовски за теренот на могила. Лошо, не можеме едноставно не можеме да исполниме играта ние што сакаме да ја прикажеме. Тоа е за терен. Што мислите која е вистинската формула за да се среди сето тоа? Што треба да се направи? Вистинската формула е треба во клубот посериозни луѓе, туку сметам дека треба да има власник клубот, каде што од еден човек ќе тргне се понатаму, тој ќе може да го среди клубот, бидејќи сега во клубот има луѓе што навистина се трудат, ама колку да се трудат условите не му налага дека може да го достигне тоа што го сака со екипите. Од има амбициозни луѓе во клубот кои што се трудат. Сега сметам дека ако има пример некој власник и тој повеќе би можел да ги мотивира, би можел да донеси други услови, поправање на терените, нова опрема и такви работи. Слично се со цел за да може да напредува клубот. Така. Дали би го замениле фудбалот со некој друг спорт? Не. Не, од целост. Добро, за
Футсал. Михаил не прашувам. Тој кога клубот не може да го замени, па фудбалот никако. Кажете ми некој ваш фудбалски идол? Мој фудбалски идол е Иниеста. Јас си реков дека Турам ке го каже, но добро. Не. А сега во оно време е Педри. Добро. Не знам, јас може би играм на позицијата лев бек, но мој идол е Лука Модрич. Искрено, човекот на неговите 36 години, колку и да има, игра со срце на секој надпревари. Мене тоа ме води понатаму. Михаил? За мене Пеле и Роналдиньо. Одлично, Бразилски. одлично. За кој клуб навијате освен за победа? Барселона. Реал Мадрид. Русија. Победа. Добро, добро. Јас ви благодарам што бевте дел од нашата програма и верувам дека убаво си поминавте овие минути кои што малку позборувавме за фудбалот. Јас ќе ве следам на надпреварите од со младинскиот погон, верувам дека ќе играте и во првиот тим и очекувам во иднина да бидете носители на фудбалскиот клуб Победа. За крај можете слободно да поздравите некого кого сакате, што сакате да прашате, нешто да го прашате вашиот другар и така. Јас само сакам да ви поздравам сите верни навивачи на Победа кои што стално неуморно идат на градскиот терен и ја прават победа и апелирам уште во се повеќе во се поголем број да ги има за заедно сите да влеземе во прва лига. Одлично. Исто би поздравил лепските навивачи, посебно групата на Мајмуни, која колку и да се наброи, сепак тие се најгласните на стадионот. Исто така би поздравил сите соиграчи кои што се и во младинската школа на Победа и во првиот тим на Победа. А најмногу? Нашиот тренер Филип Филип Мичевски. Мичевски. Добро. Баш така. Ви благодарам и ви посакувам успех во вашите кариери и во некој наше друго издание се гледаме и повторно да не бидете гости. Ви благодарам и мене. Pratив pogled mesto prašanje, mi vrati nasmeh mesto odgovor. Okolo nas leto to umira